Микробиолошките анализи на замените примероци вода ќе покажат што ја предизвика здравствената криза во Гостивар. Граѓаните се уште се во паника и страф и бараат одговори. Како на 1200 лица за 3 дена со речиси идентични симптоми на труење побарале лекарска помош. Во Гостиварската болница на обсервација има неколку деца, а персоналот успешно се справува со напливот на болни. Вели министерот за здравство кој денеска го посети градот, откако претходно надлежните ја забранија водата од чешмите за пиење и приготвување на храна. Од вчера се зема копокултура за анализа во тој дел, се прават сите неопходни лабораториски анализи и е проширена можноста да се бара траги од аденоирота вирус. Значи, имаме повеќе институции вклучени во епидемиолошкиот дел и повеќе типови на истраги за да се исклучат сите опции, од тешки метали, од паразити, вируси, бактерии. 3 пумпи биле поставени во корито со отпадни води, преку кои според сомневањата вода се вбризгувала во главниот цевковод, поради што обвинителството веќе истражува дали има елементи на кривично дело. Шокиран од целиот случај е и премиерот Мицкоски, кој вели дека одговорност ке има. Јас навистина не можам да разберам некои луѓе како може така дрско да се однесуваат и така несовесно да се однесуваат. Просто е неверојатно како така лесно ги прифаќаат овие работи и како се одлучуваат да прават вакви работи. За мене ова е се шокантно и просто со неверување е се тоа кое што некој таму го направил, но ќе има одговорност, разбира, и таа одговорност нормално понатаму во рамките на судски процеси ќе треба да се констатира. И покрај бурните реакции на социјалните мрежи дека некој си поигрува со здравјето на граѓаните, како и мерките што ги преземаат надлежните. Засега само градоначалникот на Гостивар, кој инако е лекар, и директорката на јавното предпријатие за водовод и канализација сметаа дека нема официјални докази дека труењето е од водата од чешмите. Град Скопје денеска испрати цистерна со питка вода за гостиварци, а Орце Ѓоргиевски, кој е и председател на ЗЕЛС, упати апел до колегите градоначалници во рамки на своите можности да понудат и испратат помош. Засега нема услови за прогласување на епидемија, велат надлежните. Диареја, покачена температура и повраќање се симптомите што ги имале речиси сите гостиварци кои побарале лекарска помош. Сања Димитровска, Сител телевизија.